Лошото момче на Балканот, со поларизирани и делумно слободни медиуми. Ова се заклучоците на извештаите кои се однесуваат на слободата на медиумите во Македонија. Организацијата Репортери без граници не рангираше на 111-тото место во светот. Најлошо сме рангирани од сите држави на Балканот и земји членки на Европската Унија. За Freedom House, медиумите во Македонија се делумно слободни. Новинарите работат во лоши услови и имаат ниски плати. Поради тоа, тие се подложни на притисоци од собствениците. Карактеристично за македонското новинарство е само цензурата. Топ тема на ваша страна праша: има ли услови слободата во медиумите во Македонија да стане правило, а не исклучок? Како да се стави крај на покорноста кон власта? Нашата гледачка, Валетина, смета дека слободата во медиумите мора да ја има заради прикажување на реалната состојба во државата, а не како досегашната пракса. Квалитетот, професионалноста, етиката по која мора да се водат медиумите одамна ги нема, а со тоа и гледаноста како битен фактор. За Крстевски Ѓорги, слободата на медиумите е речиси најбитен фактор во општеството, во кое живееме заради реалната слика и нивните промени, заради времето на диктат и времето во кое медиумите имаат слобода. Жалната слика е што еден дел од медиумите манипулираат со општеството во Македонија, смета Ѓорги. Нашиот гледач Бојан Петровски причината ја гледа во корумпираноста. Медиумите не се покорни заради притисок, туку заради корумпираност. Кога на власт би дошле луѓе кои не би имале потреба да ги плаќаат медиумите заради собствените пропагандни цели, со медиумите се би било во ред. Ивет Ѓоргиева смета дека е потребен ѕид на срамот и бојкот на медиуми. Ѕид на срамот со сите имиња, правни и физички, кои беа директни или индиректни соучесници на режимот и последиците кои се уште дишат. И бојкот на сите ТВ медиуми, бојкот на лица како гости. Нивното мислење не смее да оди повеќе во етер. Дебата со достоинствена комуникација не сме виделе декада. Нема логика да седнат на иста маса заштитници на криминал, повеќе или помалку инволвирани и луѓе кои имаат сенс за одговорност пред моќта на кажаниот збор. Владимир Велковски пак прашува: како да се стави крај на покорноста на дел од медиумите кон СДС и Сорос? Твитерџијата Гус Фринг смета дека е потребно време, но и дека од самите медиуми зависи дали ќе бидат реални или покорни. Сега за сега не постојат услови, ниту пак верувам дека тоа одеднаш ќе се случи и по промената на власта. Таквите промени бараат време. Покореноста на секој медиум зависи од него самиот. Тој одлучува дали ќе биде слуга на власта или не, но секој од нив си го гледа интересот.